Црна мачка символ на несреќа или само уште една душа со очи полни љубов. И денес во 21-виот век многумина се уште веруваат дека црната мачка носи несреќа. Ако ви премине патот, некој веднаш ќе застанат, ќе се вратат неколку чекори наназад или дури ќе го сменат правецот, само за да избегнат на водната малерлива животинка. Ова суеверие има корени во средновековната Европа, кога црните мачки биле поврзувани со вештерството и темните сили. Но дали ова старо верување има место во денешното време? Кога ќе сретам црна мачка, ако не ти угоеш, ако не и даеш, например, расположение, таа мачка што ќе ноди? Ништо не ја тепам, пуштам ја на мир и она е душишка како мене. Тоа е од старите останало, значи не е добро, среќата те онодува, ама и она душишка. За некој не среќа, за некој среќа. Не треба да ми пресече патот. Што дај Господ тоа бе, бат. Што дај Господ. Додека дел од нив се уште веруваат дека црната мачка е предизвик на лошата среќа, други велат дека тоа се само празни приказни. Црна мачка или бела за мене тоа е само едно мило суштество кое сака внимание и љубов, ни изјави една случајна соговорничка. Друг додава: не верувам во суеверија, ако нешто тргне наопаку сигурно не е поради мачката. Не верувам во тоа ништо. Несреќа ли било, шо било, не знам. Во време кога се стремиме кон рационално размислување и емпатија, можеби е време да ги оставиме настрана старите суеверија и да ја прифатиме црната мачка токму онаква како што е, прекрасно мистично суштество со срце кое сака да биде сакано.